Ова недела почнуваме една нова серија. Јас ја нареков Кредо. Размислував долго време како да ја наречам таа нова серија која ќе ја зборуваме сега. Затоа што е првата проповед од целата серија која ќе трае 4 недели. Ова ќе биде воведна серија. Значи, тие што сега доаѓате, јас ќе ве замолам доаѓате до четвртата, за да има логика тоа што ќе го зборам, пошто може да кажете овако е целата порека, може би нема логика. По многу прашања денес ќе бидеме поделени. Минатото лето бевме со Фани на еден семинар во една конференција, ствари во Дубровник, во летна школа бевме во Дубровник, точно. И таму имаше доста познати теолози со кои разговаравме за состојбата и филозофија, ствари зборувавме за состојбата во светот, за светогледите кои се испреплетуваат, за таа поделеност помеѓу конзервативни и либерали и така натаму. Интересно е што, да кажеме, некои од тие линии преминуваат, не ја делат заедницата помеѓу конзервативи и либерали, туку сечат овака попреку. Ги делат и конзервативите и либералите на една страна и конзервативите и либералите на друга страна. Нема да навлегувам во тоа, затоа што тоа ќе не воведе во една друга тема која треба да ја зборуваме, но јас сакам само да имаме во предвид дека поделеноста во нашето општество, во општеството во кое живееме, во времето во кое се наоѓаме, не е толку едноставно да се определи. Затоа што сите се делиме на најразлични начини. По многу прашања денес ќе бидеме поделени и нема да знаеме како да се поставиме кога е во прашање, да кажеме, правото на индивидуата или колективната одговорност. До кој момент слободата на поединецот да одлучува за себе и да делува без да се ограничува или оспорува ќе биде во ред и во кој момент сите ние како индивидуи кои сме дел од една поголема заедница имаме одговорност едни према други. Тоа е малку комплексно прашање. За кои нешта ќе кажеме, слушај, ова е слободна волја на секој да се одлучи што сака да прави, ама кој тој момент кога ќе кажеме чекај малце, ова почнува да е на штета на заедницата во која живееме. Почнува да ја поделува. Пошто треба да имаме одговорност едни помеѓу други. Тоа не се лесни прашања. Например, прашањата за личното убедување. Кои се тие нешта кои спаѓаат под категоријата на лично убедување и човек не смее да биде ограничен во тоа што треба да верува и така натаму. И кој е моментот кога заедницата ќе каже до тука може, бидејќи после оваа точка заедницата се распаѓа. Станува штетно за заедницата. Голем дел од тие прашања се подигнаа, посебно кога се соочивме на почеткот со коронавирусот. Правото на личен избор и одговорноста кон заедницата беа големите две подоби кои го поделија општеството. Да се носи маска, еве сега пред да почнеме со богослужбата зборевме, прашав компетентни личности, пошто јас не сум компетентен, дали треба да се носи маска и да ви кажам, ми дава многу дипломатски одговор. Не ми кажа треба или не треба, кажа не сите маски исто делуваат. N95 е подобро од овие и толку, ама треба или не треба? N95 не, и така. Пилика така ми кажа и разбирам зашто така ми кажуваат, затоа што едноставно е комплексно прашањето. Правото на личен избор и одговорноста кон заедницата беа големите две подоби кои го поделија општеството во многу нешта. Да се носи маска или не, се сведуваше токму на тој муабет. Вистината за тоа што навистина се случи и што навистина представува вирусот, верувајте, падна во втор план. Првиот муабет кој го имавме сега е правото кое јас го имам на слобода или одговорноста која јас треба да имам во заедницата. И тука беше важниот муабет кој го правевме. Тоа не е само некој наш локален муабет, верувајте ми, тоа е еден глобален разговор кој се води во светот. Во едно од легендарните повеќечасовни интервјуа на Путин, не го спомнувам ради војната, туку од друга причина, затоа што интересно ми е како лик ми е интересен Путин. Оние што, ако ви текнува, имаш он интервју што одеа по неколку часа. Или не знам колку, 6-7 часа траја тие интервјуа и сите можеа да се јават и да прашат било што и он одговараше на тие прашања. Тоа беше интересен момент, имаше разни прашања. Тогаш
го прашаа која е разликата, зошто устилот не се мирисаат со Западот, со Америка и така натаму. И тој даде еден многу интересен одговор. Вели вака, тој како објаснување и како главна причина го посочи разбирањето и вредностниот систем на индивидуализмот на кој се базира западното општество. Индивидуата е важната клетката на општеството и колективизмот на Русија, да кажеме дека заедницата е важната. Индивидуата, правото на индивидуата зависи од добробитот на заедницата и тука се кршеа копијата. Тој рече дека во најголем дел од нештата со кои се разидуваат со Западот е тоа што западното општество е поставено така што ги вреднува индивидуалните права, а Русија е поставена така што ги вреднува колективните права. Тој саркастично кажа дека иако постојат тие филозофски разлики со Западот, секогаш кога било клучно, со Западот тие биле на иста страна. Например, Прва и Втора светска војна. Тие се бореа заедно. Сака да кажат, тоа се мали разлики, ние се боревме заедно во големите две светски војни, што е и управо. Веројатно нешто се смени од тогаш до сега, па нешто се помалку се мири сад. Македонија, ние, за лошо или за арно, се наоѓаме во некаков, како да кажем, вкрстување на сите тие светски сили. Тука се кршат копијата. Тука може да наидете на ориентална заедница, што може да најдете во Индија, сикате, вау, ова е прекрасно тука да се види, а може да најдете либерали, на кои можат америчките либерали да им носат вода. Значи, се може да се, тука све се наоѓа. Тука може да најдете луѓе кои застапуваат авторитарна власт, стилот Ленин бе, Сталин и како некои други што кажуваат, не и така натаму. Па дури имате луѓе што ќе го поддржат Хитлер како решение за некои проблеми во општеството и така натаму. Тука ние сме на еден крстопат, на една раскрсница каде што и навистина може све да најдете. Може да најдете заедници, затворени заедници во кои според вредностниот систем тоа се племенски заедници каде да кажеме тоа е култура на срамот, се уште владее таму и добробитот на заедницата се најважни. Но од друга страна често пати наоѓаме најотворени и најмодерни форми на индивидуализам, без никаков филтер се имплементираат, без било каква јавна расправа одма се става во систем и ние одма тоа го применуваме, без да разговараме како тоа ќе влијае на нас, дали тоа е вистина и така натаму. Све може да се најде кај нас. Додека ја спремав оваа порака, многу читав за индивидуализмот, за кај се појавува тој термин индивидуализам. Каде може да го најдеме или кои се тие нишки, да кажеме, кои што одат наназад во историјата, кои дошле до тоа, кулминирале до тоа размислување, дали тоа е лошо, дали тоа е добро. Како да го разбереме тоа? Како што кажав, коронавирусот откри по многу нешта што всушност ние веруваме и вреднуваме вистински. Знаете, една работа е тоа што ние мислиме овде кои сме, друга работа е кој ние навистина сме тука. Онака, што викаат американците, the gut feeling. Она во срцето што навистина го вреднуваме. Тоа и тоа понекогаш е толку различно, што немате представа колку различно може да биде. Тоа што мислиш ти дека си и тоа што навистина си од овде, тоа може да биде многу, многу различно. Јас искрено бев изненаден за тоа колку нашето општество е индивидуално, индивидуализирано и како индивидуалните права ги вреднува над се. Например, Македонија земе со, да кажеме, со прилично низок процент на вакцинација. И тоа не го кажам за тоа дали треба или не треба да се вакцинираме. Јас само кажам причината која стои позади тоа дали треба или дали сме вакцинирани или не. Причината најчесто пати е не е, да кажеме, таа колективна свест за имунизација, дури не е ни вистината во најголем дел од причините. Најголем дел од причината е дали мене некој смее да ме натера или тоа е мое лично право за јас да си кажам. Тоа е во најголем дел од муабетот што го имам тоа. Секако има многу исклучоци. Но во крајен случај, индивидуалните права и одговорност беа издигнати над колективната одговорност. Пак, значи ќе појаснам, не кажам дали тоа е исправно или не, јас само кажам една обзервација. Во еден таков момент од историјата се случува нешто навистина интересно. Например,
лесно ќе кажеме една реченица онака ќе ја изустиме овде во Македонија без да размислиме што значи тоа. Ќе кажеме од една страна, вакцината е исклучиво мое право. И јас ќе си одлучам дали се вакцинирам или не. И одма во продолжеток на реченицата ќе кажеме Путин е најлегендарниот лик и на сите ни треба Путин. Знаете ли што има во оваа реченица? Од една страна, највреднувана карактеристика во општеството со оваа реченица станува индивидуалното право на самоопределба, а од друга страна глорифицираме авторитарен водач кој замолкнува и отстранува било која друга опција, освен онаа која тој представува и која го вреднува колективот. Таа реченица не може да стои на едно место. Мора да се подели во две реченици, кажано од две различни личности. Тоа мораме да го разбереме. Тоа ви е исто како, знаете, во неред сите сакаат анархија. Секој да го каже, секој сака анархија, остелот да се биде слободен, прави што сака. Ама има едно ама. Секој сака анархија, ама тој да биде анархот. Ви текнува? Сите сакаме да нема права, ама јас да бидам анархот, тој што ги определува тие права, дека нема да има права. Секој сака да биде одредено општеството, као Путин, он кажа, да, точка, готово, ама ние во тој случај се замислуваме на местото на Путин со нашиот систем на вредности. А што ако тоа се смени? Што ако Путин ги смени системот на вредности? Тогаш целиот систем паѓа во вода. Тогаш нема да ни се допадне многу. Тогаш ќе сакаме анархија. Но тука ќе застанем. И нема да навлегаме во политиките на Путин и на Америка, бидејќи тука сме да размислуваме за една многу, верувајте ми, поважна тема. Целата досега ми беше да разбереме дека работите во животот се многу посложени отколку што изгледаат на Facebook, на интернет, на телевизија, онака кога ќе дадеме некои едноставни заклучоци за сложени проблеми. Кога ќе кажеме у две реченици и нема ништо нејасно зошто има војна. На нас сите ни е јасно. Ќе ги поедноставиме работите и кажеме тоа е тоа, што има нејасно тука, тој е кривиот. И така натаму. Јас само сакам да дојдеме до тој момент да размислуваме дека не се толку едноставни работите. Веројатно има многу нешто кои јас не ги знам. Сакам да дојдеме до една понизност која верувам дека на сите ни треба. Во таа некоја своја главост во која сме пуштени, во таа преплавеност на информации, на тоа некои лесни заклучоци, мислам дека на сите ни треба малце понизност. И понекогаш да кажеме не знам. Не знам зашто се случува. И наместо да тргнеме по некои политички убедувања, да го видиме она што навистина сега во тој момент е важно, тој човекот кој страда таму по цена на тоа што се случува. Докога ја спремав денешната тема кредо, читав, како што кажав, многу за индивидуализмот, како нешто кое ние многу го вреднуваме во 21 век. И развојот на модерната дефиниција на индивидуализмот, читав многу и за тоа. Секако, читајќи за тоа, може да видам кога за прв пат се појавува таа идеја за самостојна одговорност и идејата за индивидуална слобода на избор, самостојната определба според совеста, па во продолжение значењето и вредноста на индивидуата. За сега веќе во 21 век, во крајно, јас би кажал, фрагментирано општество, ние да бидеме изненадени од екстремните појави на индивидуализмот, например, тие екстремни појави на индивидуализмот е осаменоста како последица. Од друга страна, само задоволството како дефиниција за вистинска слобода, среќа и процвет на човекот. Тоа се некои онака екстремни појави и резултати од индивидуализмот. Во време кога тоа најмногу се вреднува, во тоа време кога тоа е, да кажеме, идејата за што значи да се биде човек слободен, да ги ужива сите тие задоволства, да не се замара сам како ќе одлучи, никој да не му смета во тие одлуки, ние сега седиме овде во овој момент во црква. Сега, кога го вреднуваме тоа најмногу од се. Црквата како збор доаѓа од грчкиот збор еклесија, што во превод би значило заедница на повиканите. Ние сега во овој момент седиме во заедница. И знаете ли што? Сите овде во оваа заедница седиме слободно, самоиницијативно, самоопределено,
но одлучуваме да седиме во заедница. Во време кога најмногу се глорифицира тој слободен избор, таа самостојност, таа автономија од било што околу нас, ние сега самостојно одлучуваме да бидеме во заедница. И тоа е црквата. Многу интересен феномен. Заедницата значи дека не си сам. Заедницата, доброволно да бидеш дел од заедница, значи доброволно прифаќање и одговорности кон таа заедница. Многу важен. Заедницата овде не се темели на фамилија, крвна фамилија. Не сите сме родени во една фамилија, па се тоа не врзува, нели? Другари можеш да бираш, ама роднини не можеш, така ли беше? Тоа е тоа, се раѓаш одредена фамилија, тоа е тоа. Во овој контекст ние одбираме да седиме тука. И тоа е многу важен момент. Што ја оправдува, ја држи црквата заедно? Што е тоа што нас не привлекува да живееме во заедница? Дали личноста, индивидуата се губи во таа заедница во која ние се наоѓаме? Тие се некои многу важни прашања кои треба да ги одговориме. Треба да промислуваме и верувајте имат големо влијание за тоа како го разбираме и живееме животот во вера. Многу важно е тоа. Ама да почнеме од почеток. Како што ви кажав, ова е воведна проповед за една малку подолга серија. Создавањето на Божјата заедница, црквата овде, почнува од самиот почеток. Тогаш Бог кога го создава човекот на свој лик, тој има заедништво со него. Тука почнува заедница. Тој е моментот кога Бог ја создава заедницата. Човекот во создавањето му е дадена функција и неговата грижа за созданието е многу важна. Секојдневно човекот ги завршуваше своите задачи, прик вечерта доаѓаше во градината и имаше заедништво со Бог. Тоа е една библиска дефиниција на совршенство, на совршена хармонија. Човекот е во совршен однос со Бог Создател, но и во совршен однос со созданието. Совршен однос еден со друг, мажот и жената живеат во хармонија. Тоа е едно совршенство кое Библијата така го определува. Но се случува падот. Со падот, хармонијата помеѓу Бог и човекот е нарушена. Помеѓу човекот и созданието, хармонијата е нарушена. По падот човекот ги наруши заедништвото со Бог, со созданието и како што гледаме во првата приказна веднаш во првите родени браќа Каин и Авел, човекот го нарушува односот и еден со друг. Сите тие аспекти се нарушени. Со повикот на Ное, веднаш првата приказна тоест тука станува Вавилонската кула, но првиот човек кој е повикан за мисија е Ное. Потоа следи Авраам, па следат патриарсите, синовите и внуците на Авраам и понатаму Израел. Господ од самиот почеток ја креира својата заедница. Бог, онака да се изразам теолошки, Бог си подига народ за своето име. Од самиот почеток. Тоа е неговата цел. Тој подига народ за своето име. Тоа е Божјата намера од самиот почеток. Народот како концепт е преважен во контекстот во кој живее Мојсей. Мојсей е испратен во мисија во Египет да го избави Божјиот народ. Мојсей има порака за фараонот. Вика, пушти го мојот народ, затоа што тој е мој народ, мојот првороден. Пушти го мојот народ. Кога Бог го избавува Израел, како народ од робство и го дава законот на Израел, за заедницата во која Израел станува важен дел и единката станува во тој момент секундарна. Самоволието во контекстот на израелскиот народ е нешто што ја еродира заедницата и тоа можеме да го видиме во првите денови во кога е даден законот. Заедницата Господ после речи си секој, како да кажам, пасос на закон и вика: исчистете го злото од вашата заедница. Исчистете го злото од вашата заедница. Знаете ли што значи тоа понекогаш? Првата заповед која Бог ја дава е да немате друг Бог освен мене.
да се има Бог за свој Бог, значи да се прифати неговото владење, да се прифати неговиот закон, да се живее според неговата волја. Живејќи самоволно значише на некој начин идолопоклонство. Знаете, пред некој ден читавме со Фани у Библијата онака за наша утринска побожност, имавме четирој прашалник и се однесуваше на делот од Библијата од Стариот Завет каде израелците освојуваат една територија, имаат запленуваат, не знам, добра, што е сребро, злато и така натаму, и Бог им вика изгорете све тоа. Не смете да земете ништо за свое како плен да го земете. И тоа они се го горат све живо, ама еден вика не, за лоши денови си закопам малце. Златце, сребро, нешто, у шаторот, пошто у шаторот живееле, у средината на шаторот си го закопува тоа. И од тедаш Израел чувствува дека Божиот благослов не е над нив. Го нема. Тие што мислеа дека лесно ќе ги освојат, ги потепаа. Викаат, се спремаат за битка и одат извидници таму и викаат, слушај, дај да тормозиме цела војска, прати таму 2000 луѓе, ќе среат работава и завршена приказна. Одат таму, 200 луѓе, лом ги прават тие 2000 луѓе, лом. Израел плаче, вика, славата Божја си отиде од нас. Нешто е проблем, има некој проблем. И наоѓаат дека непослушноста на еден човек, на една индивидуа, влијаеше на целата заедница. Тоа што Господ им кажуваше да ја чистат заедницата од непослушност, ти устари тоа го видел во пракса. На некој начин, тоа што се случи е многу фрапантно со Фаниот стил. Леле, што се деси човече, го земаат тој човек и целиот Израел го каменуваше. Го ставија таму на една ливада и сите фрлија камени, толку камења се фрлија што се направи онака куп огромен и писателот на Библијата вика и тој куп стои до ден денешен таму за потсетување на израелците. Што значи какво влијание има непослушанието? Или што значи самоволието? Затоа што самоволието во овој момент се протолкува како идолопоклонство, славење на друг Бог, кој да е тоа Бог. Тој повик да се подигне Божи народ добива залет токму во периодот кога Божиот народ е надвор од својата комфортна зона. Знаете, Израел беше во ветената земја, во израелската земја некое време, тоест скоро 10 века, Арнама, 6-тиот век пред Христос, доаѓаат вавилонците, ги поробуваат, ги носат во робство, Израел е надвор од својата комфортна зона. Веќе го немаат храмот, цела сигурност што имат ја немаат, ковчегот Божи кој беше знакот на заветот кој Господ го склучи со нив, го нема. Тоа е тоа. И таму во Вавилон, тие се обидуваат да го зачуваат својот идентитет и да го зачуваат тој повик на Божи народ. Израел таму почнува со концептот на синагоги. Таму се определува канонот на Стариот Завет. Таму голем дел од тие списи кои денес викаме Стар Завет, таму се на некој начин собрани. Таму се почнати школите за деца. И Израел се обидува да го зачува тоа што тие се, да бидат Божи народ. Кога после читаме во Неемија и во Ездра, кога израелците по Божјо провидение се враќаат од Вавилон во својата ветена земја, не примаат било кој. Тие што се враќаат, ќе видите дека во Неемија и во Ездра тие бараат докази дека тие се на вистина потомци на вистинските израелци кои живееле таму. Бараат докази. И нормално ги примаат, има родословија, овие најдосадните што се. На тој му се роди тој, на тој му се роди тој. Доротеја пред некој ден читаше Библија, лека тато не можеме ова да го читаме, скокни го Доротеја. Оди на оние работи што ти се интересни, да кажеме. Значи ќе видите во Неемија Изра ги има тие имиња многу таму. Ама поентата тоа за нас е досадни имиња, за нив тоа е многу важно. Тоа се вистинските израелци, вистинските потомци на Божиот народ кој Бог Господ го повика да биде негов народ на земјата. Што значи да се биде вистински израелец? Во голема мера добива некаков си национален идентитет. И тоа преовладува во времето кога се појавува еден многу контроверзен лик во историјата. Веќе Израел се буди ние во 19 век, 20 се будиме национално, Израел многу порано се буди. Тој национален идентитет си го зачуваат и така натаму. Но кога Израел е на врвот на тоа
да се перчи кој е израелец, кој не е израелец во Римското царство, каде што се е измешано, Рим има специјален статус за евреите. Може да имат своја независна држава, ќе ги почитуваме, окей, нивните закони и така натаму, ќе правиме некои изолирани места каде што ти ќе може да живеат чист живот, како израелци. Значи, идентитетот на израелците, што значи да се биде израелец, што значи да се биде потомок на Божиот народ, во тој момент добива еден национален призвук. Дури изолирано племе стануваат. Но се појавува еден лик во историјата кој ремети све и ми расипува забавата скроз. Додека се чекаше на Месијата да дојде и да ги избави израелците од робството, Јован Крстител поставува едно прашање до водачите и го релативизира целиот нивен склоп и разбирање. Во една од неговите проповеди Јован Крстител кажуваше вака. Во Матеј 3 глава, 7 до 10 стих вели вака: А штом виде Јован дека кај него доаѓаат мнозина фарисеи и садуки, тоа се водачите на Израел тоа време, за да се крстат, им рече: рожби змиини. Много интересно, се замислите луѓе да дојдат во црквата овде и јазнем рожби змии. Мислам, тоа е катастрофа, е остилот Јован си ја нарушува својата мисија. Што правиш Јован? На крај дојде водачите, човече, остилот министри се редат тука, овој почна да ја куди пред сите, мислам, нема смисла. Зошто го прави тоа? Вика, рожби змиини, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Направете плод достоен за покаяние и немојте да говорите во себе: наш татко е Авраам. Ние сме чеда Авраамови. Зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Вау! Јован Крстител во својата мисија најавува еден нов момент во Божјата мисија во светот. Еден нов момент за Божјото делување. Јован кажува дека Бог прави нешто ново, нешто многу радикално. Со доаѓањето на Божјиот син, Божјата мисија да подигне народ за своето име не се менува во нешто друго, туку концептуално се редефинира. Како што кажува и Јован, што значи да се биде потомок на Авраам, веќе се редефинира на друг начин. Тоа не значи да имаш ти некое крвно сродство со Авраам 2000 години, да кажеме, затоа сум јас потомок од Авраам, затоа што крвно сум врзан со него назад 2000 години. Тука има друг еден момент. Посебно тоа е изразено во посланието до евреите. Писателот на евреите пишува на евреите кои веруваат дека се потомци Авраамови. Писателот таму кажува вака. Писателот таму објаснува која е суштинската разлика помеѓу, да кажеме, Исмаил и Исак. И двајцата беа крвно врзани со Авраам. И двајцата се потомци Авраамови. Но, сакајќи уште повеќе да нагласи дека да се биде дел од потомството на Авраам не значи телесна поврзница пред се, бидејќи Исмаел е крвно врзан со Авраам, сепак Божјиот завет продолжува со Исак, кој всушност беше син на ветувањето, прифатен преку верата. Исак беше синот по вера. И верата повторно се појавува како основа за се. Верата беше основата за праведноста. Авраам беше праведен пред дури да го познава законот, затоа што законот беше даден после Авраам. Ама зошто беше Авраам праведен? Таму пишува во 12 глава Битие пишува века: Авраам му поверува на Господ и тоа му се засмета за праведност. Верата, како што пишува и повторно писател до евреите, без вера не е можно да му се угоди на Бог. Верата претходи на се. Верата е почетна точка за се. Сега, личната вера или корпоративната вера.
Кога ќе кажеме вера, ние имаме две различни дефиниции за вера. Ние имаме луѓе кои веруваат и кои сите нешто веруваат, сите се верни и така натаму, и сите се корпоративно припаѓаат на одредена вера. Но имаме уште еден аспект во кој мораме да размислуваме, а тоа е личната вера. Што кажуваат Исус вели на апостолите? Што кажуваат другите за мене, а што мислите вие? Исус секогаш ги предизвикуваше луѓето лично. Тој често пати се наоѓаше во мноштво, во толпа, неговите проповеди беа такви. Отиде на гората, таму беа 5000 луѓе, мажи, плюс жени и деца, така пишува евангелистот. Исус секогаш се наоѓа во толпа, проповедите негови се слушаат во толпа и така натаму. Но Исус секогаш го има тој момент каде таа огромна порака према толпата насочена ја концентрира кон една личност. И се обраќа лично до таа личност. Исус го предизвикува поединецот да верува. Не само заради припадност да биде дел од некаква толпа, туку што веруваш ти, што мислиш ти. Има еден таков момент кој Исус ги предизвикува и своите апостоли. Во Матеј 16 глава го има тој момент каде што има повторно Исус со фарисеите, има некој недоразбирање. Вика, и кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: "Што велат луѓето? Кој е синот човечки?" Ти одговорија: "Едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некој дека е Еремија или дека е еден од пророците." А тој им рече: "А вие што мислите? Вие што мислите? Кој сум јас?" Разбуди го мозокот. Што мислиш ти кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: "Ти си Христос, Синот на живиот Бог." И тогаш Исус му одговори и рече: "Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата." Што мислиш ти? Што веруваш ти? И Исус те предизвикува. Не да заспиеш, не да биеш само дел од некаква толпа, не учениците да кажеш: "Слушај, ние сме од тие што веруваме дека ти си Јован Крстител." Други да кажат: "Слушај, ние веруваме дека можеби, ние па другите веруваме, се дебатираме дека ти си можеби Еремија, не знам." Не, што мислиш ти? Тоа е многу важно. Не што мислат другите, што ти мислиш кој е Исус. Кој Исус е за тебе сега лично, што веруваш ти? Тоа е многу важно прашање. Исус нема да те поштеди од тоа прашање, у никој случај. Што веруваш ти? И тоа е многу важно. Ќе видиме после зошто. Друга работа, кога Исус предизвикува, има еден момент кога еден началник на синагогата, познат по име Јаир, и неговата ќерка, која била на смртна постела, чие име него не знаеме, ја знаеме како Јаировата ќерка, тој отиде кај Исус да го повика да дојде во неговиот дом, да ја исцели ќерка му. Исус тргна натаму. Арно успат, една жена застана, се исцели жената од него, и Исус трошеше време на таа жена, сега да види кој го допрел, кој бил исцелен и така натаму. И додека Исус зборува за тоа, доаѓаат неговите слуги на Јаир и му викаат: "Него мачи Господинот." Вика, читам Марко 5 глава 35-36. Додека тој уште зборуваше, дојде од кај началникот на синагогата и рекоа: "Ќерка ти умре. Што му создаваш уште труд да учител? Остај го. Умре веќе ќерката, не може да се исцели." Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата: "Не плаши се, само верувај." Не плаши се, само верувај. Лично на него му кажува. Исус не му дава доктрини, не му дава систем на верување, туку му кажува: "Не плаши се, верувај. Ти верувај сега во мене." Еден од најпознатите стихови за мене, онака, на некој начин го сумаризира тоа што Исус го прави. Јован 3:16. Вели вака: "Слушнете го ова. Зашто Бог толку го возлюби светот", видите колку широко оди Исус оди. "Бог го возлюби толку светот што го даде својот единороден син. Та секој што ќе поверува, Господ го возлюби цел свет, но секој единечно кој ќе поверува во него,
да не загине, туку да има вечен живот. Многу интересно како ја сумаризира Исус својата мисија. Цел свет, но секој да верува. Личната вера е основа за заедницата на верните. Црквата може да постои само затоа што има индивидуи кои исповедаат лична вера. И доаѓаме до таа дефиниција на кредо. Што е кредо? Кредо е еден латински збор кој се користи долго време за сетот на верувања кои црквата ги верува. Една дефиниција гласи вака: кредо е сет на верувања кои влијае на начинот на кој живееш. Сет на верувања, когнитивни верувања, кои влијаат на начинот на кој живееш. Не се само сет на верувања кои ти ги знаеш и ги разбираш, туку влијае на начинот на кој ти живееш. Едно од најпознатите верувања е Никејско-цариградското верување и јас сега ќе го прочитам и ќе го анализираме само првиот збор. Верувам во единиот Бог Отец, и тоа е слично на песната што ја пеевме. Верувам во единиот Бог Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлината, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отецот преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се вплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат и страдаше и беше погребен и воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небото и седи одесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство ќе нема крај. И во Светиот Дух, Господ, кој живот твори, кој исходи од Отецот, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отецот и Синот, и кој говорел преку пророците. Во една света, соборна и апостолска црква, исповедам едно крштение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и живот во идниот век. Амин. Верувам. Како што кажа, верата предходи на се. Ова е првиот збор кој црквата одлучила да стои во тоа кусо образложение на што значи да се биде христијанин. Тоа е кредо, тоа е сет на верување, тоа е логично разбирање на што се случило, што се случува и што допрва ќе се случи. И на се предходи верата. Верувам. Верувам, втора работа е верувам зборот во Никејското верување, онака како што читаме сега, е литургиска форма на исповедување во текот на литургијата. Како што се развивала литургијата, литургиските цркви го ставаат Никејското верување како дел од литургијата и целта е верниците тоа да го знаат напамет. Тоаш немало пишување, немало многу документи, немало многу писмени. Единствен начин за ти да можеш да знаеш што да веруваш, правоверието, се содржи со тоа што ќе го научиш ти напамет. Затоа црквата го сумаризира сето тоа што црквата го верува во еден краток текст, најосновната доктрина за црквата, за Бог и за црквата. Верувам. Тоа е литургиска форма. Верувам, јас лично верувам. Кога си дел од црквата и кога во таа литургиска форма доаѓа до тој дел во литургијата, секој еден кој е присутен кажува верувам во Отецот и Синот и Светиот Дух. Тоа е лична исповед на верата. Трета работа. Во оригиналот не е зборот верувам, туку е зборот веруваме. Много интересно. Веруваме во Отецот и Синот и Светиот Дух. И тука доаѓаме до суштината на тоа што значи да се биде црква. Да се биде црква значи да се има лична вера во заедништво. Лична вера во заедништво. Тоа секогаш ме носи да размислам на плодот на Духот.
личната заложба за растање на плодот кој доаѓа од духот, но кој може да расте само во заедница. Зошто? Затоа што плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста и самоконтролата. Сите нешта кои не можеш сам да си ги растеш, а можеш да ги растеш само во контекст на заедницата. Но самоконтролата е нешто над кое можеш да имаш контрола само ти. Лична вера во заедница. Кредото кажува вака: ние веруваме. Тоа се сет на верувања кои влијае на начинот на кој живееш. Соголете го кредото од таа литургиска форма и доаѓате до на суштинското. Сега кога го читав кредото, може би слушате некој македонски јазик од пред 5-6 години. Сигате тоа малце онака свето звучи. Земете да го прочитате кредото со своји зборови, ќе видите дека тоа се зборови на еден човек кој ја исповеда верата во Исус Христос. Тоа не е само нека литургиска форма. Доаѓате до суштината. Кредото открива што всушност се случило. Во кредото имате историја. Божиот син кој дојде преку Светиот Дух и Дева Марија, кој беше на земјата, кој умре под Понтиј Пилат. Знаете, до 20 век Понтиј Пилат, светската историја не знаеле дека постои уошто Пилат. Тоест го читат во Новиот Завет, ама нема никакви археолошки докази дека Пилат постоел, се додека не нашле во Ерусалим на еден прак кој требало да биде портата на Пилат. И тогаш сваќат, па добро, стварно постоел Пилат. Пилат е познат само заради Исус Христос. И станува составен дел од никиското верување, од кредото кое црквата го исповеда, затоа што тоа е одреден историски контекст, што Бог правил во историјата. Но не застанува тука. Кредото открива што е сега со нас, кои сме ние. Доаѓа до Светиот Дух. Како Светиот Дух е животодавен дух кој работи со нас денес. И кредото не застанува и тука, кажува што ќе се случи, која е Божјата намера, Божјиот план за неговата црква, за неговиот народ на крај. Кредото во формата во која е кажано е нешто кое треба да навлезе длабоко во нас и да ја влијае на тоа како ние го живееме нашиот живот. Еден од моите цели за оваа серија ќе биде до крајот на оваа серија со надеж секој од вас да го научи на памет Никејско-цароградското верување, да го научиме на памет. Не затоа што го нема во пишена форма, не затоа што тоа се магични зборови за предспиење кои ќе кажеме, се ќе биде супер, туку да не биде филтер за нашето правоверие и знаете ли што? Да не обликува од внатре. Бидејќи верувањето во кое ние сме повикани да бидеме Божи народ, тоа не е само некое когнитивно разбирање што се случило и да разбереме што се случило. Тоа не е, како што видовме, некое семејно наследство да се биде дел од Божиот народ. Еден збор кој Јован Крстител го кажува на тие змиини породи таму е: кај се вашите плодови како Божи народ? Кај се вашите плодови? Не е доволно, овие садокеи и фарисеи, ти не беа само телесно потомство од Авраам до тој момент. Тие беа интелектуалците кои најдобро го тие фарисеи и садокеи, таа група Стариот Завет го знаеше на памет. На памет, не никејско верување од 5 реченици. На памет цел Стар Завет го знае. Значи не беа неразумни, тие беа многу паметни луѓе. Но Јован Крстител кажа: кај е вашиот плод како Божи народ? Кредото во формата, како што кажа, во која се наоѓа, треба да предизвика обнова, формирање, обликување од внатре во нашиот живот. Голем дел од кредото кој го читав сега е земен од 1 Коринтијаните 15 глава, каде апостол Павле им кажа на коринтијаните: ви го предадов тоа што јас го примив. Дека Христос требаше да пострада, да умре и на третиот ден да воскресне според писмата. Тоа стои во кредото, тоа е цитат од Библијата. Апостол Павле на некој начин го кажува она изворното кредо, она примарно, се уште, како да кажам, примитивно литургиско кредо кое црквата во тој момент го кажува.
Но тоа не завршува со некакво знаење кое коринтијаните требало само да го знаат. Туку тоа кредо навлегува во верата на личноста и треба да влијае за тоа како тие живеат во тој момент. И затоа целиот тој дискурс апостол Павле го завршува со една реченица: не се уморувајте да правите добро. Не се уморувајте да бидете тоа што навистина вие сте повикани да сте. Ако треба само интелектуално да го разбереме, а тоа нема никаква импликација врз нашиот живот, тогаш апостол Павле вели вака: тогаш да јадеме и да пиеме затоа што утре ќе умреме. Нема никаква логика. Ако тоа нас не преобрази одвнатре, тоа што ние го веруваме когнитивно, да не обликува нас како личности одвнатре, тогаш џабе е се. Ако тоа на вистина не случило, ако Исус на вистина не воскреснал и не го исповедаме тоа во вера, тогаш џабе е се. Тоа е кредо. Нешто кое одвнатре го знаеме во нашата утроба, тоа е дел од нас и не обликува одвнатре од нас. Кредото нема никаква логика ако тоа не влијае врз животот на оној кој го знае и го разбира. Ако папагалски го кажуваме, џабе е. Знаењето не игра улога доколку не води до преобразба. Најлошата варијанта е она што Исус го кажува за лицемерите и го цитира пророкот Исаија. Вели: со устите исповедаат, а нивните срца се далеко. Во Матејовото Евангелие Исус повторно има недоразбирање со фарисеите. Исус им кажува вака: нели, Јован Крстител им кажа змиини породи, Исус им вика вака: лицемери. Добро Исаја пророкуваше за вас велејки: овој народ ме почитува со устните, а нивното срце е далеко од мене. Но направдно ми се поклонуваат учејќи науки што се човечки заповеди. И го повика ноштото и им рече: слушајте и разберете. Не она што влегува во устата го онечистува човекот, туку она што излегува од устата, тоа го онечистува човекот. Тогаш учениците му се приближија и рекоа: знаеш ли дека фарисеите се соблазнија кога го чуат тој збор? Се навредија кутрите луѓе. А тој одговори и рече: секоја садница што ја насадил мојот небесен татко ќе биде откорната. Оставете ги. Што не ја насадил мојот небесен татко ќе биде откорната. Оставете ги. Тие се слепи водачи на слепите. А ако слепец води слепец, обата ќе паднат во јама. Кредото треба да го менува срцето на оној кој го исповеда. Јас само ќе кажа вака: нека нашата уста го исповеда тоа што на вистина во нашето срце го веруваме. Да не си го дозволиме луксусот да изговараме зборови кои не се вистински во нашето срце. Затоа што Исус, почнувајќи од мене, многу лесно ќе го каже тој збор: лицемер. Зошто го кажуваш тоа што не го веруваш? Со устата ме почитуваш, но со срцето си далеко од мене. Тоа што знаеме нешто, тоа ни дава уште повеќе одговорност. Уште поголема одговорност. Да бидеме тоа што Исус не повикува да бидеме. Да бидеме народ Божи. Една од тие работи во кои сме повикани е на вистина во право верие. Правоверието е многу важна работа. Затоа што кривоверието тоа не е некоја само лоша доктрина која ќе каже дека Исус не е Бог. Во Стариот Завет кривоверието значеше: слушај, Бог кажал да унищиме се, ама знаеш, тоа може е само една сугестија. Ја ќе си земам дел од златото за мене за лоши дани. Да не зависам целосно од Бог, од кај да може утре нема да падне мана. Може утре нема да падне од небото. Може веќе водата што тече од карпа ќе престане да тече. Треба малце златце да си имам за нели кога ќе дојдат лоши времиња да може да купам. Во старо време тоа значеше: немаше идол во шаторот на тој човек, ама имаше закопано злато. Во кој кажуваше: знаеш што, Боже, супер е тоа што сега паѓа мана, ама јас повеќе си верувам на себе и мојата способност. Што значи тоа во наше време? На кој начин ние понекогаш испаѓаме лицемери? Со устата да го исповедаме Бог, а во срцето да сме далеко од Него.
Еден утешен збор сам да ви кажам. Јас и ти нема да бидеме никогаш доволно добри и во целост да го исполниме тоа наше верување. И тоа се да зависи од нас. Ако е така, тоаш ние тешко ни се пишува, почнувам од себе си. Во денот многу пати јас паѓам. И треба сите околу мене да земат по еден камен и да направат уште еден куп камења, затоа што не го почитувам Господ. Заради Исус Христос, токму тоа кредото го кажува. Кредото кажува дека заради Исус Христос и жртвата на крстот, преку покаяние и вера, јас добивам Божјата милост секој ден. Не зависи од мене. Зависи од Христос. Ако не ја читам Библијата и не го знаев тоа кредо, јас ќе се трудев многу. Јас да исполнам се. И секој ден ќе беше уште еден промашај врз промашај. Камења врз камења кои требаше да паднат врз мене. По Божјата благодат, преку вера и покаяние, секој ден примаме нова милост од Господа, додека Тој не се врати. Тоа е нашето верување, тоа е нашето кредо, тоа е нашата утеха, тоа е нашето разбирање и тоа нас треба да не обликува од внатре. Да бидеме луѓето на милоста, луѓето на надежта, оние кои ќе проповедат за таа надеж насекаде. Амин. Ајде се молиме. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што ти, Господи, овозможи се. Ти навистина си, како што вика Библијата, Јахве Јаера, ти се погрижи за се, Господи, да имаме ние пристап кон Тебе. Такви какви што сме да доаѓаме, да се предадеме целост на Тебе со вера, дека ти нас ќе не зачуваш до оној ден на воскресението, кога ќе бидеме секојаш заедно со Тебе. Татко ми, ти благодарам за милоста која ти искажуваш секој ден за нас. Ти благодарам, Господе, за тоа што дури тие најпаметните и тие што најмногу се трудеа, ти кажа дека тоа не е доволно, бидејќи ти требаше нешто да направиш за нас, Господи, за да ја примеме Твојата милост и тогаш единствено тогаш сме доволно добри за Тебе, Господи. Фала ти, Господи, за Твојата љубов, фала ти за Твојата милост и фала ти за тоа што ти го даде дарот на црквата, дарот на заедницата, во која ние, преку нашата лична вера, растеме во тоа Твое семејство, доброволно, повикани за добрите дела за кои ти си не создал во почетокот на светот. Биди, Господи, со нас и прослави се преку нас. Амен.